Добре дојде во студио за Иџет Мемети, народен правобранител. Вие денеска бевте прилично незадоволен, како велите, разочаран од пратениците во собранието заради тоа што не ги изгласаа мерките за подобрување на човековите права и слободи. Тоа беше вчера. А имаше во собранието 61 пратеник. Но повеќе. Како да не бидеш разочаран ако си посветен на одредена работа и си убеден дека ќе помогнеш по однос на тоа што значи подобрување на состојбите, надградба на системите, поефективна правда, поефективна заштита, а од друга страна целиот труд што една година е направен, како се фрла во вода. Се фрла во вода. Имате ли објаснување зошто пратениците вчера не гласале? Јас бев шокиран кога... Што се случи вчера всушност? Не знам, наискрено да ви кажем. Јас не сватливо е за мене што се случи. Затоа што уште на 5 јуни Комисијата за политички систем одржа седница по однос на извештајот и имаше широка расправа. Беа утврдени над 80 мерки кои за сите области во општественото живење со цел подобрување на состојбите. Ги изгласаа комисијата уште тогај. И чекаше парламентот вчера да ги потврди и да даде задача на владата согласно новиот. Да ги спроведува. Да, тоа е согласно новиот закон. Собранието е должно. Затоа што во закон, согласно препораките на експертската група, имајќи го предвид тоа дека препораките на омбудсманот општите, не поединечните, затоа што поединечните над 80% се прифаќаат кога и странка бара заштита. Но за подобрување на системите, општите не беа прифатени порано. И затоа се смени законот, затоа Прибег ги запозна таквите работи и рече дека треба во ова насока за да се ефектуираат неговите препораките во реформи, да. И сега, јас очекував дека многу лесно ќе бидат изгласани. Кој е против? Кој може да биде против тоа децата на државата да се грижи за децата на улица? Кој може да биде против тоа да се подобрат состојбите во здравствениот систем, во социјала, во затворите и така натаму? Бев шокиран кој гледам на Разговаравте ли подоцна со пратениците од СДСМ? Не. Јас само гледав дека не помина, а од друга страна гледам дека имаше кворум. Но осетив некоја несигурност затоа што во еден момент одредена група на пратеници почна да излегуваат надвор. Кои беа тие? Па имаше неколку што излегува надвор. Од СДСМ? Па имаше и од СДСМ. Можно ли е да му се прави обструкција некаква политичка на заев? Не знам, не би се осудил да дам таква оценка, затоа што немам информации. Но факт е дека во собранието имаше кворум за работа, над 60 пратеници. Факт е дека не ги изгласаа мерките кои се должни согласно закон да ги изгласаат, да барат и после да можат многу лесно да ја контролираат владата. За жал, тоа ме потсетя на тоа дека продолжува старата пракса, дека не може собранието во Македонија да се постави над законодавна, над извршната власт, што не е во ред. Да. Ајде, што велите на оваа изјава на Томислав Тунтев, тој е координатор на СДСМ, вели дека не биле фокусирани, практично дека биле дефокусирани и избунети пратениците на СДСМ. Подобро да не дал изјава. Подобро да молчал. Некој вела дека треба сега да даде оставка после овој чин. Не знам за тоа, не е моје за тоа. Јас сум благодарен на координаторите на пратеничките групи, на 4 координатори, тоа на ВМРО, на ДУИ, и на БЕСА, и на СДСМ, што сепак собра сили, осетија, односно се освестија што направија. Имаше лавина реакција, особено на социјалните мрежи. Се освестија што направија, собра сили да
предложат да барат од председателот на Комисијата за политички систем уште еднаш да комисијата расправа. Да заседава и тоа се случи денеска. Одредени измени. Да. Така? Да. Точно во 2,5 часот Комисијата за политички систем расправаше уште еднаш. И утре веќе оди на гласање. Да. Мислам закажана и новата седница утре во 11 часот. По однос на тоа што има измени, нема, само две работи се изменети. Таму кај што барам да се согледа, не знам зошто, меѓутоа поред сепак тие се нивни препораки, нивни мерки, а базирани на содржината на извештајот на Народниот правобранител. Едната што ја исфрлиле е каде што барам да се укинат комисиите за прекршоци што се во рамките на Министерството за внатрешни работи. Но верувам дека ќе дојде време и тие ќе треба да се укинат, може би после некоја година. И втората работа беше каде што барам по однос на полицијата владата да направи анализа, и што е лошо да направи анализа, да ја согледа можноста поради професионалноста на полицајците во Македонија да се воведе редовно образование за полицајците, пред да се регрутираат, а не полицајците да се примат со курсеви и после тоа имаме проблеми по однос на професионалност. И таа мерка е исфрлена, и тоа не е тоа проблем. Има над 70 мерки. Да, може ли да кажете кои се најзначајните за кои вчера претениците не гласаа? Знаеме дете околу извршителите да престанат да блокираат трансакцијски сметки, да се исфрлат гумените куршуми односно. Да, кои се останатите значајни ќе се обидам се мерки за кои утре пратениците треба да гласат во име на човековите права и слободи? Пред тоа сакав да нагласам дека извештајот на омбудсманот секаде на свет треба да служи за добра алатка или материјал за да може поефективно да се контролира извршната власт. Ништо друго. Овие наместо да се заблагодарат на тоа, овие се расправат со мене. Ова ретко се случува. Има земји, во Полска, например. Хрватска исто така имаше проблеми. Има голем број на пратеници во денешно време што не ги сваќаат овие работи или не сакат да се занимаваат со таквите работи. Така да ја препуштаат моќта што ја имаат добиено од граѓаните многу лесно и не ја искористуваат. Во тој извештај тие треба да се, за тој извештај или за мојата институција, тие треба да се најблиските сојузници, за да вршиме притисок. Само така има логика над преварот на институциите. На властите. Да. И контролата, тоа се контролните механизми. Не случајно тие можат за секоја област во тој извештај да одржуваат надзорни расправи и да го повикуваат ресорниот министер, директор на агенција, на управата за јавни приходи, овие водовод и така натаму, и омбудсманот. Вие констатирате вакви слабости. Дај да видиме што е проблемот, како да се подобрат. Не сакаме да разговараме за таквите работи. Вие постојано имате, не сакаат велат да разговараме. Не сакаат, очигледно не сакаат. Доволно е да се зборува. Сме за човековите... Декларативно, декларативно. Тоа не се доволни изјавите. Сакаме, почитуваме човекови слободи и права, сме согласно устав и закон, уставот, законот, сите на памет го научиле. И сите викаат, согласно устав и закон работиме. Се обидуваме, односно сме за заштита на човековите слободи и права. Кога е во пракса, многу лесно поминуваат над тоа. Не е проблем, кажав на почеток, дека поединечните мои препораки не се примат, се прифаќат од институциите. Веќе, еве до година институцијата ќе наполни 20 години постоење. Ќе го одбележиме. Се гледа како расте институцијата, како повеќе се прима и така натаму. Меѓутоа проблем се општите препораки. Од друга страна, зошто да не ги искористат тие мерки што тие ги предлагаат, за да барат отчет од владата. После 6 месеци владата да се нацрта тамо.
сите министри и кажете што направивте, ветивте ова, ветивте тоа и така натаму. Добро, вие постојано имате средби со странскиот фактор, заинтересиран ли беше за овој дебакл што се случи вчера? Доста беа изненадени. Неочекувано беше за нив собранието да не изгласа препораки на омбудсман. Веќе вие почнавте со ред, ако сакате, ќе ви кажам кои се препораките. Кои се најзначајни? Еве најзначените ќе одиме по области. Еве полициските. Јас таму барам, има неколку проблеми системски во работата на полицијата, што се докажа не само преку моите извештаи и по однос на тоа што се случува во државата. Видете што се случи со противзаконското следење на комуникациите. И јас барам подобрување на таквиот систем, почнувајќи од начинот на тоа како ги употребуваат мерките за присилба, дека непрофесионално, дека има проблеми. Јас барам да се формира надворешен механизам за нивна контрола. Никој во државата не е против тоа. И не беше изгласено тоа да се направи. Понатака, јас барам гумените куршуми и електричниот парализатор од Законот за полиција како мерки за присилба да се тргнат. Сите се за тоа да се тргнат мерките, а не ги гласаме да се тргнат. Ова е несватливи работи. Затоа што не може таквите мерки за присилба како што е електричниот парализатор и гумените куршуми како се конципирани формално. Тие се страшно лошо конципирани. Може да дојде до страшни повреди. Последици на здравје. И да се засега по животот на граѓаните. Не може со една општа норма. Таму стои дека полицајецот може да употреби гумен куршум ако оцени дека во толпата има агресивно лице. Во толпа да употреби гумен куршум. Така да тоа е катастрофално. И затоа Брисел им бара. Додека не се прифати мислењето на омбудсманот, нема тој закон нема да ви го рачунаме дека е окей. Понатака по однос на работата на полицијата има еден куп други работи или земете ги во правосудната област, неефективните истраги. Јас барам владата да се позанимава малце повеќе, да има поефективни истраги по однос на тоа кога и жртви се граѓаните, а од друга страна насилници или прекршители се полицајците. Јас со години такво нешто констатирам. Суд во Страсбур има таква пресуда, дека Македонија има проблем со таа работа. Понатака, што гледаме лошо во препораката, каде што владата треба да ги задолжи управните органи, сите министерства, да комуницираат со управното судство многу полесно и на квалитетен начин со цел управното судство да не заглави во предмети. Нашето управно судство со години чека еден предмет, а министерствата, органите не им го доставуваат. И на крај доаѓа до Страсбур, се разбира. Па секако. Да. Во другите области земете ја социјалата. Земете ја бесплатната правна помош, пристапот до правдата. Јас предлагам нов закон, затоа што во хартија имаме лош закон, од друга страна не издвојуваме пари за да се спроведе тој закон. Понатака во образованието, што има лоши мерки. Исто така предам еден куп мерки да се подобри тој систем. Добро, и верувате ли дека пратениците ќе научат оваа лекција и повеќе нема некој од пратениците на СДСМ ветуваат веќе тоа нема да се случи? Јас посакувам тоа да не било недоразбирање. Но не верувате. Не верувате дека било недоразбирање. Па треба да се уверам. Треба да се уверам. Видете како може да се свати, еве ќе ја кажам една мерка. Затоа што партиите често пати мерките што ги читат можеби по извештаите на омбудсманот ги стават како во партиските програми и после се удират награди дека се нивни. Еве земете го мој термин. Јас констатирам дека тој проект создаде хаос во здравството и барам да се надгради, да се среди, да немаат проблем луѓето. Околу извршителите, јас исто така тоа го цитирав и тоа е важно да не им се блокираат банкарските сметки на граѓаните. Не само блокирањето. Видите, имам, сега ќе користам прилика за прв пат да кажам, затоа што се сеќавам 2005 година, кога јас ги критикував, односно ги коментирав судските одлуки. 2005 година иницирав разрешување на суди и се случи.
Парламентот разрешуваше суди затоа што јас сум инициирал. Да. Некои суди поднесоа оставки. Членови сегашни на Советот за реформи на правосудниот систем, на овој совет сега што е формиран, тога ме критикува кој е тој да коментира судски одлуки. А сега тие се најгласните да правиме реформи. И одиме понатако. Кога јас сега викам дека не во ред собраниот пратениците така да постапуваат, кој е тој да коментира одлуки на парламент и така натаму. Кој тоа ви вели? Па, слушам и такви јас тоа го правам за доброто на тој законодавен дом. Не пратениците да чекаат, бедвај чекаат да доаѓа некој министер во собрание за да го замола за некоја ситна услуга. Добро. Некој ќе каже не е во ред, ми личи да го кажам затоа што не го кажувам за мене. Да. Тоа го правите во името на граѓаните и благодарам што бевте гости, господин Мемети. Благодарам и на вас.